Добро вечер, 19 е часот, време е за стартот на новото издание на емисијата Живе и здраво, која на програмата на К1 телевизија се емитува секој вторник, се разбира, во овој термин. Денес е 8 март, меѓународен ден на жената. Еве на самиот почеток јас ќе искористам оваа прилика да го честитам празникот на сите жени. Она што за вас го подготвивме вечерва, темата за која што вечерва јас разговарам со доктор кој што доаѓа од специјалната болница Филип II, се разбира, продолжуваме со серијалот, се спортските повреди кај деца, повреди и кај повозрастната популација на локомоторниот систем. Колку се овие повреди чести, како се лекуваат, како се превенираат, разговарам со примариус доктор Тодор Ношпал, ортопедски хирург, се разбира субспецијалист од специјалната болница Филип II. Докторе, добро вечер и добре дојдовте по втор пат во К1 на Живе и здраво. Благодарам, да се приклучам кон честитките на понежниот и поубавиот пол за денот на жената. Така, благодарам. Иако за мене денот на жената би требало да биде цела година. Токму така, но сепак како што е редот, нели, да го честитаме. Рековме ќе говориме за спортските повреди, за повредите кај децата и кај повозрастната популација, но на самиот почеток колку се чести повредите кај спортистите? Па повредите кај спортистите се во секој случај најчеста патологија, бидејќи тие се во контакт со активности кои што може да доведат најчесто до повреди на локомоторниот апарат, односно системот за движење, кој што се состои нормално од коскен дел, кој што е потпора и мускули, лигаменти, рскавица, зглобни обвивки, кои што сите се подложни на повреди зависно од тоа кој механизам и како делува на нив. Така, со оглед на тоа дека секој спорт си е различен и има различни активности, да речеме фудбалерите можеби најчесто имаат повреди на нозете. На кои делови од телото? Карактеристично е, да речеме, кај оние спортисти, тоа се најчести се повредите кај контактните спортови. Ретки се повреди кај спортисти кои што се сами се бават со некоја спортска активност. И најчесто страда оној дел од системот за движење кој што се оптеретува. Да речеме, кај фудбалерите најчесто е повреда на колената, потоа скочните зглобови, препоните, колковите, понатаму след дербетниот столб и другите делови на телото, кои што се многу поретки. Кај ракометарите исто така, меѓутоа тука почесто доаѓаат повреди на горните екстремитети, бидејќи сепак е спорт кој што се игра со топка со рака. Истото тоа следи и за кошаркарите, значи тука кај нив се некако подеднакво распределени повредите. Одбојката исто така, поготово со тие истегнувања и исчашувања на горните екстремитети, значи на рацете. Потоа има повреди кои што се карактеристични за некои спортови, како што е, да речеме, тенискиот лакт или голферскиот лакт, значи кај што се јавуваат воспаленија на тетивите на припојот во пределот на лактот, на мускулите кои што се од подлактицата и создаваат болна осетливост, дури до неможност да се дигне чаша со вода, да речеме. И понатаму кај оние пак спортови кои што се исто контактни, се, да речеме, хокеј на мраз, таму пак повеќе страда лицето, пошто се тепаат. Значи, другото не се заштитено. Така да во зависност од тоа со кој спорт се бави личноста, тоа има некои предиспозиции за почести повреди на некои делови од телото. Така. И сега, освен видливите повреди, можеби постојат некои повреди кои што не може да се видат со голо око. Колку современата апаратура има влијание врз брзо и навремено дијагностицирање на самите повреди? Па најчесто оние повреди кои што настануваат на меките ткива, односно на деловите како што се мускулите, зглобовите,
внатре зглобните структури, како што се менискусите во коленото или лигаментите кои што го држат коленото, скочниот зглоб, потоа лактот, рацете. Значи, тие мекоткивни повреди најчесто не може да се видат со голо око, може да се испитаат само клинички. Меѓутоа, првиот период после повредата, тоа е многу тешко, бидејќи постои најверојатно и оток, ќе постои најверојатно болна осетливост, која што ќе го ограничи движењето и самиот преглед. Поради тоа, во денешно време имаме други софистицирани методи кои што ни помагаат да ги откриеме овие повреди. Тоа може да биде компјутерска томографија, која што е по-прецизна кај коскените повреди, значи деловите околу коската и коскениот систем околу зглобот, и магнетната резонанца, која што сега, да речеме, во новата болница во Филип Вторија имаме е врвна магнетна резонанца и може да ги види најситните, најмалите повреди на меките делови, кои што не може да се видат со обична рентгенска слика, компјутер или другите магнети и може точно да утврдиме каде е повредата, што е тоа што е повредено од меките делови во самиот зглоб или во мускулите каде што некогаш може да има раскинување. Исто така помош може да биде евентуална и ехосонографијата во тие делови. Така. Колку е важноста битна за точноста во дијагностицирањето на повредите? Па, многу е битно во почетокот да се, значи веднаш да се дијагностицира која е повредата и да се престане со физичката активност. Во првиот момент после повредата, значи основата е прво да се види дали е повредата толку голема, која што, да речеме, ако се скрши коска, тоа е видливо, може убаво да се види зависно од кој дел на телото е, и да се стави имобилизација. Втората работа која што би требало да се направи е на местото каде што е повредата да се стави мраз. Значи тоа е многу битно за да не настане оток на меките ткива и да се намали болната осетливост. Понатаму е што побитно да се дојде до ортопедски хирург, ортопедот ќе ја дијагностицира работата и во првите 8 часа, воколку е можно, да се направи оперативната интервенција 8 до 12 часа, ако е потребно. Ако не е, тогаш, ако може да се излекува конзервативно, тогаш се пристапува кон имобилизација, која што е привремена и која што служи за да се намалат или комплетно да се оттргнат, да се спречат движењата помеѓу делот кој што е повреден. Во делот кој што е повреден. Воколку е мекоткивна повредата, значи воколку постои или истегнување на некоја структура, или раскинување на мускул, раскинување на дел од обвивката на зглобот, капсулата, раскинување на некој лигамент, тогаш доволно е имобилизацијата да биде во форма на еден компресивен завој, кој што дава една доволна стабилност и мирување, нормално следователно, во тек од 10 недели до 10 дена до 2 недели, кој што ќе возможи санација на структурите и понатамошна рехабилитација. Воколку пак повредата е, да речеме, скршеница, која што ќе може некрваво, значи без операција, да не се прави оперативна постапка, да се намести таа скршеница, тогаш се пристапува кон гипсана имобилизација, која што во зависност од местото, во зависност од повредата, се стои негдека околу 3 до 4 недели, негдека може 6 недели, зависност од возраста, сите тие работи. Така. Дали факторот време е важен, еден од можеби најважните при лекување? Да речеме, ако се случи било каква повреда, да не чекаат луѓето да помине известно време. Дали веднаш треба да се јават кај лекар? Во секој случај, апсолутно, веднаш би требало да се јават на лекар, кој што ќе ги упати на ортопедски хирург и ќе се дијагностицира и ќе се види што треба да се направи. Нашиот народ е склон да оди по местачи и надри лекари, тоа во никој случај не го препорачувам. Значи, затоа што друго е кога стручно лице ќе утврди, кој што се едуцирало за таа работа, и ќе види што е повредата и како е повредата. Бидејќи она што ние може да го откриеме како
медицински лица, како доктори, потпомогнато од сегашната апаратура која што имаме, не може надрилекарот да го направи. Значи, воколку постои некоја мала повреда, со местење, со такви работи, може да стане голема повреда, па после тоа наместо да се лечи конзервативно, ќе треба оперативна интервенција. Така. Кога и на кој начин треба да се лекува повредата? Се разбира во зависност од тежината на истата. Да. Значи, повредите може да ги лекуваме конзервативно и може да ги лекуваме оперативно. Конзервативниот дел веќе нешто наполнав, тоа е значи принцип на имобилизација, на недвижење, со разноразни помагала, има значи од завои, компресивни завои, понатаму гипсани имобилизации, понатаму има сега ортози специјални кои што го заменуваат гипсот и кои што се многу полесни за апликација и за вадење нормално. И следната фаза, во колку тоа не може конзервативно да се изврши, доаѓа оперативната интервенција. Во зависност од тоа на кој дел од телото е, на која, дали е коска, дали е мускул, значи оперативните процедури се различни. Во колку постои раскинување на некоја структура на мускул, се следи негово шиење, значи. Во колку не се направи тоа на мускул во првата фаза, тогаш е многу тешко да се направи во понатаму првите 24 часа, да речеме 48 сати. Понатаму е многу тешко да се врати мускулот во позиција и оперативно. Понатаму оперативните процедури кои што се применуваат се фиксација на самата коска, во колку е во прашање коска, замена на некои лигаменти ако се скинати со вештачки или со делови од самото тело на човекот, со лигаменти, со пасци, кои што ги заменуваат оние што се скинати. Имобилизацијата се прави најчесто со остеосинтетски материјал, тоа се разни клинови, понатаму плочки, штрафови кои што вршат фиксација, оневозможуваат движење, со што се оттргнува болката и има можност за зараснување на коската по природен пат. Со тоа, со самата остеосинтеза, значи колку се направи оперативна интервенција и се фиксира коската, тоа е стабилна, значи фиксација. И несмета, непречено е веднаш после оперативната интервенција, колку е добро направена, значи пациентот да почне и со газење на екстремитетот или со движење најнормално, ако е тоа рака во прашање. Така. Ги споменавте шрафовите кои што се вградуваат при ваквите оперативни зафати. Дали тие трајно остануваат во ногата или раката на пациентот или тоа може со текот на времето да се отстрани? Па во принцип би требало да се отстранат после година дена, бидејќи нивната улога, нивната функција е фактички да ја стабилизираат коската додека не настанат оние природни процеси кои што е фактички разградба и надградба на коската, што е природно се случува во организмот. Додека не се створи новото коскино ткиво и додека не се спојат деловите кои што се одвоени, кои што се скршени. Сега божно е и да се остават. Значи, воколку не смета, затоа што тоа се такви биокомпатибилни материјали, најчесто е челик или титаниум, кои што не сметаат на организмот. Кај некои луѓе има и реакција, така да таму мора да се извади. Француската школа, да речеме, во голем број од случаевите ги остава. Сега незгодно е малце кога пациентот поминува на аеродром или во милициска станица, па свири, па мислат дека има оружје. Така, инаку, по принцип, би можело да остане, меѓутоа, најчесто кај нас се вадат остеосинтетските материјали според правилата, прописите на нашата школа. Така. Како се постапува при повреда на локомоторниот систем кај децата? Без разлика дали се занимаваат со спортски активности или не? Па детскиот организам е доста различен од возрастниот, со оглед на тоа дека е во раст. Значи, таму постојат повреди на покрај на нормалните структури кои што ги има кај возрастните, таму има и зони на раст,
Тоа се јадра кои што ги викаме, од кои што растат сите коски. Значи, долгите коски растат од краевите и таму се наоѓаат тие јадра. Во нив се развива самиот зглоб и се развива понатаму мрскавицата која што служи за движење на самиот зглоб. Воколку настане повреда на тој дел, тогаш тоа мора екзактно да се направи, значи тогаш мора оперативна процедура да се направи. Кај другите делови на коските, кај детскиот организам, значи повредите најчесто зараснуваат многу лесно. Значи таму има многу повеќе остеобластни клетки, тоа се оние клетки кои што создаваат коска, за разлика од остеокласните кои што ја разградуваат. Тоа, како што споменав, е процес кој што е наизменично се менува, онаму каде што треба и има оптеретување се создава коска, онаму каде што оптеретувањето е помало, коската се губи. Значи, кај нив тие остеобластни клетки се многу активни и поради тоа многу побрзо зараснуваат коските. И најчесто кај децата, значи, зараснува без последици. Дури не мора во некои случаи ни добро да биде наместена, идеално да биде наместена, да речеме, може да постои мала ангулација или мала дислокација. Битно е да има контакт помеѓу коскиното ткиво, помеѓу двата краја на скршеницата, и после тоа настанува тој процес на ремоделација. Значи, таму кај што треба, коската се создава, таму кај што не треба се губи. И после 2 години, 3 години од повредата, фактички ние може да кажеме, ако направиме нова рентгенска слика, речеме дека не постоела скршеница. Значи, коската го има тој потенцијал да се ремоделира идеално. Тоа е кај децата, кај млади пациенти, меѓутоа кај постари не е така. Таму овој процес на ремоделација е успорен, така да доаѓа до еден известен степен на ремоделација, повторно се воспоставува интегритетот на коската, меѓутоа воколку не се намести добро како што треба, тогаш може да настане некоја повреда која што е, ја нарекуваме, значи, скршеница која што не е добро санирана, фрактура малесаната. Или во некој случај па може да настане незараснување, кога е апсолутно потребно да се направи оперативна интервенција за да се исчистат рабовите и да се спои коската онака како што би требало да биде. Така. Кои се диагностичките процедури, еве конкретно кај децата, и како они реагираат на вас, лекарите? Па тоа мислам дека пред се реакцијата на детето пред се зависи од родителите. Значи, има родителите во најголем случај викаат, аха, сега ќе те однесам кај докторот, да ти стави инjekција и да бидеш мирен. Мислам. Значи, не треба таква реакција да има. И второ, зависи многу од докторот. Така. Тоа што е пристапот негов и кон детето. Нормално дека детето е уплашено, поготово ако било, да речеме, претходно имало некој лошо искуство, па и плюс тоа, нормално е дека тоа што е повредата боли, не знае што се случува, не знае што ќе биде, прв пат се случува со таква, се среќава со таква работа. Диагностичката процедура е во секој случај клиниката. Многу е важна инспекцијата и искуството на докторот, значи, затоа што колку што помалку го малтретирате детето, толку полесно ќе помене. И со помалку процедури треба да се трудите да ја направите, да ја поставите диагнозата што е и како е. Значи, во многу ни помага тука она што го спомнав, модерните, како обичен рентген, како магнетот, во многу ни помага во диагнозата. Екосонографијата исто. Така. Доколку кај дете сте извршиле операција, дали рековме дека многу брзо зараснува сето тоа кај децата, дали децата кои што се оперирани од вакви повреди, со текот на времето, во текот на својот понатамошен живот, можно е да чувствуваат некакви Да, можно е како и останатата популација да има сензации на промени на време, така да има. Меѓутоа тоа со тек на време полека исчезнува. Е битно да се каже дека кај децата апсолутно треба да се извади остеосинтетскиот материјал, бидејќи сепак постои раст. Додека не е завршен растот, таму остеосинтетскиот материјал, материјалот кој што го користиме за зараснување на коската,
треба да се извади, бидејќи може да дојде до пореметување во растот. А кај возрастните, реков, може значи да се остави. Така. Ајде малку за повозрастната популација. Колку време ќе биде потребно доколку едно повозрасно лице му е извршена некаква операција, колку време ќе му биде потребно да се дојде на себе? Па, чим е направена операција, оперативна интервенција, прво, ако е конзервативно, тогаш обично кај нормална здрава особа 4 до 6 недели се потребни за да почне на зраснување и да фати веќе тој фиброзен калус, па потоа коскен калус и може полека да се извади гипсот и да почне со полека оптеретување. Значи тоа не сме да биде нагло 100% оптеретување. Додека воколку е направена оперативна интервенција, тогаш може веднаш да почне со газење, ако е направена добра, значи остеосинтеза, добра фиксација на скршеницата. И после зараснување на раната, после 2 недели, може веднаш да почне со физикална терапија. Во тој момент, значи веднаш после операцијата почнува коскената ремоделација. Значи негде ако сметаме за 8 недели до 3 месеци, тоа е веќе фино створена коска. 6 месеци е веќе готово. Ако е здрав организмот, тогаш може да се размислува дури и со добра проценка една да се извади остеосинтетскиот материјал. Најчесто се вади после година дена. Значи тоа целата процедура на рехабилитација воколку се изведе оперативна интервенција е во секој случај побрза него рехабилитацијата и лекувањето конзервативно. Меѓутоа пак разликата е во тоа што овдека нема операција, значи во конзервативното и пациентот поминува без операција. Така. Кои се третманите ја спомнавте физикалната терапија? Освен физикална терапија, кој друг се третман треба да се применува при постоперативно? Па обезболување, тоа е најосновната функција кај што се даваат аналгетици. Физикалната терапија најчесто е бањско лекување, тука се и ултразвучната, инфрацрвената терапија и вежбите кои што се многу битни за сочувување на мускулатурата. Бидејќи кај секоја повреда, ако е конзервативно лекувана, значи при мобилизацијата нормално е да дојде до губиток на мускулната маса. Значи мускулното ткиво се топи и потребно е извесен период од 3 до 6 месеци да се вратат мускулите. Значи треба интензивно вежбање, за да може да се доведе екстремитетот во нормално. Оставаат ли трајни последици ваквите операции кај одредени пациенти? Зависно од повредата. Така. Значи трајна последица може да биде во колку има губиток на коска, тогаш ги има, меѓутоа со сегашните современи методи многу е помал тој процент. Во зависност од тоа дали е отворена, дали е затворена фрактура, може да настане како компликација инфекција која што понатаму ќе доведе до разречување на коската, до делови кои што ќе се лизираат, ќе се разложат на коската, па ќе има последици од недостаток на тој дел. Може да доведе до ограничени движења во некои од зглобовите соседни кои што се. Ако е зглобна повредата, таа може да доведе пак до пореметување на самиот зглоб, па понатаму да дојде до оштетување на конгруенцијата, она што го зборевме во претходната емисија, па да дојде до оштетување на лскавицата, комплетно оштетување на зглобот, па до потреба за замена со тотална ендопротеза. Така да тие би биле последиците кои што можеле да настанат. Како треба пациентите да се однесуваат кога имаат вакви повреди? Па, ништо, да го слушаат само докторот и тоа е. Така. Кои се последиците кои што можат да произлезат, еве конкретно, кај спортските повреди? Дали може одреден спортист, ако има малку потешка, да речеме, повреда, дали може би тоа ќе значи да запре неговата спортска кариера или пак да оди во надолна линија? Да, во секој случај, мислам, ако не се третира добро повредата и ако не е на време третирана, тогаш спортистот губи од својот потенцијал
губи од времето кое што го поминува на терен. Меѓутоа, во денешно време со софистицираните методи за лекување, софистицираните оперативни процедури, најчесто бргу се враќаат на терен. Сега, во колку е таа повреда потешка, тогаш нормално е дека повеќе ќе отсаствува од теренот, а може и некојаш да биде дефинитивен прекин со спортската кариера. Така. На кој начин да се грижиме сами за собственото здравје, па и се разбира за својот локомоторен систем? Мора да го применуваме она правило кое што јас цело време го зборувам, значи на пациентите и на колегите во едукацијата и све, значи сите мора да се прилагодиме на годините кои што ги имаме. Значи ние знаеме дека едно дете не може да го запреме, тоа ќе трча, ќе скока, тоа му е работа. Затоа што го вежба својот организам и расте на тој начин. Понатаму, како што расте, почнува да се бави со спортски активности, сака да игра кошарка, да игра ракомет, фудбал, да вози точак, да вози мотор и понатаму сите тие работи, скијање, било кој спорт да се бави, значи со некоја спортска активност, некој сака да трча и да се бави со атлетика. И тоа е добро во годините кои што се за тоа. Значи, како што старија организмот, нормално е дека тој не може веќе да ги истрпи тие напори и полека треба да ја намалуваме физичката активност. Не значи дека треба престанеме, меѓутоа да ја намалуваме и таа да помине во една фаза на рекреативно бавење со спортски активности. Нормално е во поодминатите години веќе и таа рекреативна активност, затоа да речеме јапанците, кинезите, ако сте ги виделе, ги гледаме на телевизија, Така, да. тие не трчаат, не прават, тие одат во парк и вежбаат јога, нешто што го раздвижува организмот, тоа се кардиоваскуларни вежби кои што го раздвижуваат крвниот систем, значи крвните садови, и ги раздвижуваат мускулите, умствено плюс тоа делуваат релаксирачки, а не создаваат можности за поголеми повреди. Значи, тука некој да сака да се бави со трчање, окей, меѓутоа да биде тоа рекреативно, споро трчање, без многу напор, Так. без да речеме на 50, 60, 70 години качување на планина, тоа е абсурдно. Едно добро шетање по рамен терен, покрај Вардар кај нас, покрај така сат и половина е добар за луѓето од постарата популација. Значи да се има некоја физичка активност, меѓутоа таа да не биде оптеретувачка, бидејќи сето тоа носи ризици од повреди. Сега во зависност од организмот може да настане и скршеница која што ќе биде значи без некој поголем физички напор. Тоа е во случаите кај постарите лица кои што имаат остеопоротичен скелет, значи ако настане остеопороза на скелетот, коската се разречува и е многу поводна на кршење на некои делови, особено на главата на бутната коска. Да речеме, главата на бутната коска кај помлади луѓе, околку настане, односно вратот на главата на бутната коска, околку настане скршеница и се раскинат тие крвни садови кои што се наоѓаат во капсулата, во обвивката на зглобот, а служат за исхрана на самата глава, тогаш ќе настане до асептична некроза, односно одумирање на главата и неминовно доаѓа до пропаѓање на зглобот, до зглобна трскавица и тотална протеза. И тоа кај постарите луѓе тоа е можно во некој случај дури да зарасне, поготово ако е надвор од зглобната капсула и останат крвните садови неоштетени. Кај возрастната популација над 60 години, кога настане таква скршеница, тогаш најчесто завршуваат со тотална протеза, бидејќи потенцијалот на зараснување на вратот на бутната коска е многу мал. И тоа се такви некои повреди, тоа би биле делови кои што она што го напомнува, значи кои што би требало да ги пазиме за да се сочуваме евентуално од повреди. Така. Дали препорачувате децата да бидат физички активни? Дали е тоа добро за развојот на нивните коски и за на нивното тело? Во секој случај, децата мора да бидат физички активни и тоа што го реков, значи не може никој да ги запре
сакаат да откриваат, се ги интересира, значи радозналоста е голема кај нив и треба да се пуштат, меѓутоа да бидат под надзор. Затоа што многу лесно, колку бидејќи тие не знаат дека тоа не може да го направат, тоа се сепак деца и сакаат се да пробаат, така да мора да бидат под контрола за евентуално да се превенира повреда. Дали начинот на исхрана е исто така важен? Секако. Секако начинот на исхрана е важен, значи исхраната треба да биде богата со зеленчук, природни продукти, овошје. Не сум присталица на тоа да се взимаат препарати како што се омега-3 и тие работи. Јас сум повеќе присталица на природната исхрана. Не мислам дека она што и поновите испитувања кажуваат дека, да речеме, нити холестеролот дека е толку штетен и сите тие работи. Секогаш постои еден баланс на организмот во колку правилно се храниме со правилна и природна храна. Тоа не значи конзервирана храна, значи. Секогаш ако можете да јадете зеленчук свеж, најдобро е. Нормално, ако е тој нормално по природен пат одгледан. Ако не можете да го јадете свеж, тогаш пофино да го јадете замрзнат, значи од замрзнат зеленчук да направите јадење, отколку да направите нешто што е по форма на компот или на некоја туршија и таква работа. Значи, да биде што поприродна исхраната. Така. Дали стресот влијае негативно врз човековиот организам, па вклучувајќи ги тука и локомоторниот систем, се разбира? Стресот многу не влијае на локомоторниот систем, влијае на општата психичка состојба на организмот. Сега може евентуално да влијае ако е до тој степен, па некој реши да се фрли од зграда, тоа тука може евентуално, инаку вака на локомоторниот систем не. Така. Кои се вашите препораки за можеби не превенција од повреди, но доколку се случи било каква повреда, кои се вашите препораки како да се однесуваат пациентите? Па добро, тие се препораките кои што ги има во секој прирачник за прва помош, мислам. Нормално дека не треба, сега зависи што е повредено, како е повредено, што боли. Да речеме при повреди на ребетниот столб не треба се мрда додека не дојде стручно лице. Истото се однесува и при скршеници, значи првата работа е дека треба да се имобилизира тој дел кој што е повреден и после тоа веднаш да се упати во здравствена установа каде што ќе му се пружи помош. Така. И ќе се упати на право место. Така. Мислев доколку има некој од пациентите било каква повреда. Тоа ми беше поентата. Која е вашата препорака до луѓето кои што веќе претрпеле некаква повреда и како да се однесуваат? Зависно од тоа каква била повредата, значи тоа е кај спортистите, да речеме, во колку се прави некој оперативен зафат или има разни ортози, ортопедски помагала со кои што може пак најнормално да се бават со спорт. Значи тоа се во секој случај помагала кои што ќе ги олеснат, а дел и ќе ги заштитат деловите кои што биле повредени. И секогаш, значи, треба да се пази како и пред повреди за превенирање на повредите. Кај спортистите поготово многу е битно загревањето на мускулатурата, загревањето на целото тело. Оние првични што се кардиовежби што се прават, значи за истегнување на мускулите, за загревање на самите мускули с глобови, со нивното релаксирање, загревање, со доведување во еден одреден тонус, се превенираат и повреди. Истото тоа важи и за оние што се повредени после тоа, значи треба едно посебно внимание при оптеретување, при движење на деловите кои што се или биле повредени. Така. Доктор Ношпо, јас ви благодарам за вашето присуство во денешното. Да. Следи дневникот, па за тоа ви морале да привршуваме. Ви благодарам за времето кое што го одвоивте и бевте гостин во Живе и здраво по втор пат, овој пат 8 мартовско издание. Јас верувам дека и по трет пат ќе дојдете како гостин. Благодарам и вас, со задоволство. Почитувани, тоа беше се за вечерашното издание на емисијата Живе и здраво.
Нова средба се разбира, ви закажувам за 7 дена. Темата ќе ја дознаеме токму тогаш.